Дневникот. Македонците од Пиринскиот, Егејскиот и од Албанскиот дел на Македонија овој пат заедно на маса расправаа за нивните права во државите во кои живеат. Извештај на Катерина Грубче. 60 години од екзодусот на македонците и 60 години од Универзалната декларација за човековите права е поводот за заедничкиот автентичен глас на македонскиот народ кој живее на Балканот надвор од својата матична земја. Да го свртиме вниманието на европската јавност кон етничката нетолерантност што се постојано изразува во животот во соседна Република Грција. Христос Сидоропулус или македонски Ристо Сидоров е еден од илјадниците македонци кои останале да живеат во Егеот и наспроти неговите неуспешни обиди за борба против дискриминацијата на малцинствата во Грција, тој останал македонец. Грција како држава не признава од има друго малцинство во Грција освен Грција. Бугарија вели има македонци, ама тие македонци се бугари. Македонците како малцинство ни во Бугарија не се признаени. Јордан Костадинов Иванов вели ова робство е полошо од турското. Бугарија за 20 години осудила 5 пати за кршење на човековите права и национални права на македонците во Бугарија. Често Албанија како живеалиште на македонците не се ни споменува, но според македонците што живеат таму, бројката се движи околу 150.000, а нивните права и не се баш признати. И кај нас веќе македонскиот јазик оди на атрофизација, значи на уништување. И тамо владата на Албанија не сака да отвори училишта. Секој човек има право на собственост и никој нема право да го лиши од тоа. Е една од точките во Универзалната декларација за човековите права, што беше усвоена во 1948 година. Ниту Албанија, ниту Бугарија, ниту Грција не ја почитуваат во целост.